Здраво и добре дојдовте во ново видео. Како што гледате од насловот, јас една недела решив да станам веган. Зошто решив да станам веган? Животинската храна е голем дел од нашето секојдневие и традиција. Не сме ни свесни колку само јадења има, не само со месо, туку и со разни производи од животинско потекло и буквално се распространети сегде околу нас. И си реков, како би било дали ќе можам да поминам една недела така да објаснам што значи да си веган. Веганска исхрана е исхрана каде што има само производи, каде што се конзумираат производи само од растително потекло, значи нема ништо од животинско. Нема месо, нема млечни производи, нема јајца и најзачудувачки од се, нема мед, пчели. И секако било кој производ кој ги содржи овие како состојки. Ќе го сетова да видиме како ми течеше мојата една недела. Здраво, сега е првото утро од моето веганско јадење. Ова јадењето за поручек не е многу естетично, ама имаме тортилја, путер од кикири, урми и одозгора троучија семе со чаша овесно млеко. Иначе да, тортилите се виген, нема ништо од животно. И еве го млекото овесно. Обично спијам обично млеко. Еве сега овесно, чијата и урмите. Јас нема да ви се снимам кај што јадам, де буквално не сум не сум за снимање, се разбудив и мислев дека во битола сум, така да тоа јадењето, вака ќе го свиткам и вуаля, поручекот за денес. Конечно сум во состојба да излезам пред камера, се спремам да одам на факс или за ужинка, за таму си зедов. Ке си земам ореви и еден портокал, и си окладов шишето вода во ранецо. Сија. Значи, ќе јадам од ова сармата, пише дека е посна, од печурки, со зелка, и позади не пише дека има нешто било што од животно, малце продомати со солца и еве како изгледа сармата. Од пакувањето не е козне шо исто естетично, ама ќе ме најади, а за десерт си зедов едно чоколадо и еве пише дека е веган, со 2 парчиња ржан леп и си пуштив Good Mythical Morning за да имам што да гледам нешто. И тоа е ручекот за денес. Ајвар, домашен ајвар, правен од мајка ми и од тетка ми. Буквално го прават најубаво ајвар, значи толку е убав, толку да ти се топи во уста, значи многу убав вкус, не знам шо му прави да прават толку убав, ама стварно голем поздрав до нив, ве обожавам. Со тоа ќе пијам комбуха. Ова ќе биде некој вид на замена за кефирот, што обично би го пиела дори јадам ајвар. Малце пробиотик да се раздвижат цревата. Инаку ова комбуха е од лимон и ѓумбер. И не знам, уба е, малце има вкус како на пиво. Сега нема да ми покрива. Малце има вкус, малце како на алкохол, на пиво, нешто така. Еве комбухата, еве го
огромното липче со ајвар. Извинете што ви го прекинувам видеото. Само сакав да кажем една кратка најава дека чест на празниците и празничната магија јас решив за секој субскрајбер дека ќе донирам по 1 денар. И се за сега имаме скромни 37 денари. Покрај овие планирам и мој влог да имам и ќе видиме како ќе се движи работата, па заедно на крајот на годината, зависи колку ќе се собери во шишето и плюс тоа јас што планирам да го дам, заедно да одлучиме каде да ги донираме, за каде би било најпотребно. Живеете во остатокот од видеото. После овој прв ден за поручек и вечера многу од оброците ми се повторваја. Значи само некој вид паштета, ајвар, хумус, значи нешто за мачкање, кемунаро се троленено, некогаш чија, попакленено и така нешто менвав. Вака оти поиќе сакав само да ми помени побрзо, немав многу време и ми беше мака да пробам да правам нешто посложено и затоа се снаоѓа вака со најлесно нешто што ќе поминев, а за малку смена во моментите кога ќе се осеќав така помотивирано, јадев малце понекви работи, јадев нешто многу екстра овес со овесно млеко, што доста беше убав, така со какао, со пудер од кикири, со банана, убав вкус имаше тоа како десерт за поручек, а и нешто малку по-фенси пробав. Си зедов авокадо и направив авокадо тост. И така со потпечен леп, шо искрено многу ми се бендиса. За ручек гледав да правам некои побалансирани оброци. За протеини најмногу се потпирав на граф, наут, јатки и тофу. За јаглехидрати стандард леп, тортилите, киноа и плюс и тестенини. Овие тестенините најмногу ме зачудија, ама ете и тие биле веган. И инаку, дури сме кај тестенините, со нив си направив сос од индиски ореви. Да, значи, прочитав дека честа замена за млечни производи се користеле јатки, а посебно индиски ореви, и ајде си реков ке пробам и јас, и така го зедов сецкото, ги кладов внатре индиските ореви, ги изблендирав, додадов разни зачини и вола! Макарони со сос, брокула и буковки. Далеку беше од кашкавал или крем за готвење, ама сепак ми се бендиса, доста интересен вкус. И ја што си готвев дома и што си правев јадење, решив да видам како е и кога ќе си излезем негде надвор, како е да си веган и да сакаш негде да седнеш на некое место. И така, барајќи по интернет, налетав на Vegan 365 кујна и како што можев да видам е најстар и еден од ретките, а може и единствениот во Македонија, локал каде што сите јадења се вегански, значи што и да јадите веганско, и таму јас си нарачав еден чизбургер и мојот омилен десерт тирамису. Чизбургерот беше многу вкусен, значи стварно многу ме бендиса, зачините тие со соите, не знам што беа, ама стварно беа убави. И инаку така целиот бургер ме потсеќаше како Big Mac од Макдоналдс, ама на убав начин. А плескавицата се како плескавица, таа од растително потекло, кој што видов на менито нешто од наот, од леќа, од цвекло, некоја таква мешавина беше направена смеса и секако текстура не беше нормално, не е како вистинска плескавица, ама за тоа што беше стварно беше доста убав на вкус. А тирамисуто не беше лошо, ама не можам да го наречам тирамису. И како што можевте да видите во краткото видео, личи на чизкейк, и вкусот му беше на чизкейк. Се јас
така одев за тирамису, не добив тирамису и затоа ако сакам тирамису не би го јадела, а ако очекувате нешто како чизкейк, искрено не е лоша опција, а инаку по други ресторани така да се најде нешто што е веганско, малку потешко. Мислам, ке има некоја опција, ама сепак е малце тешко. Така во рандом место јас најдов фалафел, тоа се како ќофтиња од наут или леблеби со разни зачини. Овој фалафел не ми се бендиша толку заради зачините, инаку имам јадено и други фалафели, кај што зачините беа повеќе по мој вкус и ми се бендисаја, така да не значи дека е лошо, само зависи од точната комбинација на зачини да се погоди. Инаку, како што може да забележите низ цело видео, јас не јадев и избегнував онакви фейк процесирани меса, оти сепак јас неќам да јадам многу процесирана храна, така во секојдневниот живот, така и за ова една недела и затоа нив така ги избегнував. А инаку, кога сме кај процесираната храна, најмногу што пробав така процесирано е овошно јогурче, што беше направено од кокосово наместо од кравје млеко и искрено стварно беше доста убаво. Дури ми се бендиса повеќе од обично овошно јогурче. Кокосовото млеко ми имаше дано некоја плюс друга убава арома и така по текстура беше скрос исто како овошно јогурче и не ми смена нешто многу за текстурата. Друго што пробав беа чипси од леќа со зачинети како со екстра спайси, флейминг хот, некој вкус, така како за чипси беа вистина убави и мислам дека hands down ми беа омилено нешто што го јадев ова недела. И така, се на се, тоа беше тоа пробав, тоа јадев и следува еден заклучок. И така, помина ова една недела, пробав разни работи и еве некои заклучоци што ги донесов на крајот од ова една недела. Дали ми фалеа производите? Не толку, ама сепак се на моменти ке си речев, леле, зашто немаше, не знам, зашто овесов не со млеко. Ќе осеќав така како некоја потреба наеднаш, ама не беше толку силна колку што мислев дека може би била. Вака телото, за чудо, бев многу подуена. За ова недела наискрено не очекував толку. Сепак јас и пред тоа јадев баги, овош зеленчук, така со влакна јадења, доста богати и не знам, мојот организам беше во шок што наеднаш прекина со месо и со животински производи. И така, бев доста подуена, ама имав, од друга страна имав многу енергија, не бев толку уморна и самото јадење не беше лошо, значи не е ко што имам слушнато некој што ти си веган што ќе јадеш само трева. Значи имаше баги избор, беше доста убаво, вкусно јадењето. Дури не ни си реков, јадам веган јадење, туку се осеќав како да јадам јадење, немаше некоја разлика, сето што фали месо, ама не значи дека беше нешто вау. Дали ќе продолжам да бидам веган? Не верувам. Оти сепак, јас искрено верувам дека разноврсна исхрана, било животинско и од растително потекло, е најдобро за здравието, ама сепак ќе пробам да користам повеќе растителни производи, да внесувам повеќе овош зеленчук, граф, леќа и слично. Во мојата исхрана, да бидам искрена, ми фалат. Исто така, треба многу да се внимава кога се почнува било каква исхрана, така и за веганската исхрана. Пример,
витамин B12, D, многу потешко се наоѓаат во производи од растително потекло и не само потешко да се наоѓа, туку B12 воопшто не е присутен во ниедна храна од растително потекло, освен ако не е во некаков вид на додаток, и најчесто ако се почнува со вакава исхрана, треба да се консултира со доктор или нутриционист за дали ќе треба да се земат одредени суплементи за да се надополнат работите што фалат. Исто не толку лесно потешко ми беше да најдам храна, барем што можам да изедам во поголеми количини за да има доволно ниво. Ми беше храна со калциум, што има доста во млечните производи, омега-3 што има во рибата, да, сега има и растителни производи со омега-3, ама формата на омега-3 во растителните производи е малце поинаква од таа во рибата, пример, и потешко ја абсорбира организмот. И тоа ми беше малце проблем, исто и дека не сум навикната да јадам многу граф, леќа, наут, такви работи, ми беше малце тешко да земам да имам доволно протеин, иако јас верувам дека ако си има доволна навика, не би било тешко да се стигне и до доволен влез на протеин во текот на денот. Ама ова се некои работи што треба да се пазат кога ќе се почнува со било каква исхрана, дали ги земаме сите нутриенти, дали имаме доволно, дали имаме и доволно енергија, дали ни е убаво јадењето, дали знаеме како да припремиме. Исто многу важно беше за припремата, дека многу од работите со растително потекло, например свеж овошје и зеленчук, требаше поќе да пазам за доволно брзо да го искористам и да го изедам, за да не се расипи. И така може и друг пат би било поубаво да си имам тоа во умот, да купувам свеж овош и зеленчук повеќе пати во неделата, а помалку наместо да одам само еден ден да земам еден куп, па да ми дојде да ми се расипи. Да дојде во ситуација да ми се расипи дел од јадењето, значи тоа е поука за душо. Исто не можам да речам дека веганската исхрана е скапа. Оти реално не е, освен евентуално ако земаме производи што се така модерно спакувани или ептен екзотични, како во видео што ги пробав авокадото, тофу, евентуално чипсот, оти така се поскапи од обичен чипс. И исто не е многу скапо ако се подготвува јадењето дома, одење по ресторани, тоа е реално скапо и за било какво јадење, а посебно за здрава храна и за вегански производи или вегетаријански некако уште поскапо заради тоа што не е толку често и не се креват цените колку помалку го има нештото. И пробав многу работи, некои од овие од јадењата би продолжила да ги јадам, без разлика за тоа што се вегански, и сепак се убави јадења, не значи ако е веганско дека не е убаво. И тоа се некои заклучоци што ги донесов од крајот на ова недела и не знам дали вие би пробале ваква исхрана, кажете ми ваше мислење во коментар. Се надевам ви се бенди со ова видео, ставете лайк, субскрайб и се гледаме во наредно. Среќни празници, имајте убава година и чао!